Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Деновиве жителите на Кратовското село Страцин добија 2 нови пристапни улици, а надлежните најавуваат дека зафатите на патната инфраструктура со засилено темпо ќе продолжат и во предстојниот период. Жителите на Кратовското село Страцин добија 2 нови асфалтирани улици. Едната е водолучена од 600 метри на поток од центарот на селото до црквата Свети Димитрија, додека другата е во Малото Лепановце водолучена од 400 метри. Средства за истите се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерката за асфалтирање на улици до 1 километар. Градишните активности за подобрување на патната инфраструктура во Кратовско ќе продолжат. Периодов се поставува асфалт на локалниот пат до манастирот Пети Кладенци, кој се очекува да биде готов за 2 седмици, информира градоначалникот на Кратово Мите Андоновски. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој се работи во теќе изградба и на локалниот пат од село Шопско Рудари до манастирот Пети Кладенци. Значи во моментот се врши тампонирање на тој пат. Мислам дека во наредните 15-20 дена и таму ќе биде завршено асфалтирањето. Ова е втора фаза каде што се асфалтираат 2 километри, а минатата година беа завршени 2 километри, така да луѓето од Шопско Рудари и од цела општина можат побрзо, посигурно, едноставно да стигнат до манастирот Пети Кладенци, на кој се собираат во голем број и одат преку текот на целата година, посебно на 2 август, кога е празник на манастирот. Исто така, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, обезбедени се 20 милиони денари за асфалтирање на локалниот пат од село Каврак до браната Слетовица. Исто така, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој обезбедени се 20 милиони денари исто така за асфалтирање на локалниот пат од село Каврак до браната Злетовица. Минатата година беа завршени околу 2 км и 700, останалото уште 2 км сега да го поврземе и село Каврак со браната Злетовица, што значи поврзување на општина Кратово со општина Пробиште. Пред неколку години беше асфалтиран патот од мостот на Крива река до Пробиштип, а се асфалтираше и делницата меѓу село Конјух и село Белјаковце, што значи поврзување на Кратово со Куманово. Во иднина е планирано и поврзување со село Кокошиње во општина Свети Никола, со цел жителите на овие места да имаат побрз пристап до автопатот Миладиновци-Штип. Младите невработени лица до 39 годишна возраст од североисточниот регион ќе добијат можност за усовршување на вештини и зголемување на нивната конкурентност на пазарот на труд преку бесплатни обуки во рамки на проектот Создавање можности за вработување на младите од руралните средини на Центарот за економски анализи Скопје. Работодавачите од приватните компании, како и невработените лица од сите 6 општини од североисточниот регион, можат да се вклучат во проектот наменет за млади лица од 20 до 39 годишна возраст, за кои Центарот за економски анализи Скопје во рамки на проектот Создавање можности за вработување на младите од руралните средини овозможува бесплатни обуки. Обуките се однесуваат на барање работа и унапредување вештини за барање работа, комуникација и унапредување меки вештини, развој на бизнис претприемништво и пристап до финансии. Пријавувањето за обуките е во тек, а одговорните повикаа сите млади, но и локалната бизнис заедница од Крива Паланка, Куманово, Кратово, Ранковце, Липково и Старо Нагоричане активно да се вклучат во проектот и да бидат дел од промените кои според Весна Гарванлиева Андонова, проект менаџер, ќе допринесат за надминување на големиот јаз помеѓу понудата на работна сила и побарувачката на пазарот на труд во регионот. Станува збор за проектот Создавање можности на младите од руралните средини. Проектот е финансиран од Европската унија, компонентата на ИПА за човечки ресурси. Се спроведува во 6 општини во североисточен плански регион. Гарванлиева Андонова нагласи дека проблемот е структурен. Образовните стручни училишта не продуцираат кадри кои се потребни во регионот, а бизнис секторот има потреба од стручни кадри со практични вештини, поради што токму со овој проект се планира да се направат поместување на ова поле. Овде ќе помогнат, рече, работните клубови кои ќе бидат формирани во трите општини каде се имплементира проектот: Липково, Старо Нагоричане и Крива Паланка.
Во тек е повик за ангажирање на ментори во работните клубови, каде ќе се ротираат практиканти од регионот и ќе добиваат бесплатни обуки на горе споменатите 4 теми. Ќе им се помогне во изготвување биографија и апликација за работа, ќе ги зголемат вештините за вработување, конкурентноста на пазарот на труд и ќе се создадат можности за професионален развој, рече Гарванлија Андонова. Во клубовите ќе се остварат и контакти за директно поврзување на невработените со компаниите. Проектот го реализираат Центар за економски анализи и Федерација на фармери на Република Македонија со финансиска поддршка од Европската унија. Обуките ќе се одржат во текот на месец јуни, а отчиството е бесплатно, со покриени патни трошоци, хотелско сместување и храна од страна на организаторот. По завршување на обуките, оние учесници кои целосно и успешно ја завршиле истата, ќе добијат писмо со потврда за учество во обуките од проектот. Учесниците кои се заинтересирани по завршувањето на обуките ќе имаат можност за остварување платена практиканска работа во период од 1 до 3 месеци во согласност со барањата на компаниите од регионот или пак во работните клубови во рамките на општините Старо Нагоричане, Липково и Крива Паланка. Апликациите за пријавување за учество во обуките или за работните клубови се достапни на веб страниците на Центарот за економски анализи CA.org.mk и Федерација на фармери на Република Македонија ffrm.org.mk. Приближно 800 земјоделци од Куманово, Липково и Старо Нагоричане досега поднале барања до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделците имаат можност да поднесат барања најдоцна до 30 јуни годинава. Најголем дел од нив барањата ги доставуваат лично, иако постои можност да аплицираат по електронски пат. Околу 800 земјоделци од поширокиот Кумановски регион досега поднале барање за субвенционирање во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Најчесто земјоделците лично ги поднесуваат барањата, иако може тоа да го сторат и по електронски пат. Согласно програмата за финансиска поддршка за земјоделството, право на аплицирање до 30 јуни имаат земјоделците кои се занимаваат со растително производство, полјоделство, градинарство, лозарство, воштарство, производство на сертифициран семенски саден материјал, како и сточарите. Што конкретно садите? Пшенка, кукуруз, пшеница, јачмен. На колкава површина? 2,5 хектара. А каде ви се наоѓа производство? Во населба Карпуш. За пчели, ние сме пчелари. Да. Каде ги чувате семејствата? Речица и Тамановци. Колку имате? Околу 150. Сте поднесувале ли досега? Да. Редовно, секоја година. Исплатата оди редовно? Да. Задоволни сте, значи? Да, задоволни сме. Сега има еден нов начин на поднесување, го знаете ли или... Да, знаеме, само не сме во можност да ние по-стари, ние по-возрастни, не сме во можност. За субвенција за пшеница. На колку хектари имате посејано? 1,7 хектар и 7 декар. А во која област? Која сел? Уминдол. За пчели поднесуваме за субвенции. Вие каде ви се наоѓаат пчелите? Пчели ми се наоѓаат во село Четирце. Во последните години драстично е зголемена финансиската поддршка во земјоделството и руралниот развој. Од 20 милиони евра колку што изнесуваа субвенции во 2006-та, во 2016-та субвенциите изнесуваат над 140 милиони евра. Тоа придонесе се поголем број на земјоделци да го прошируваат производството, а оние кои не се занимавале почнуваат да се занимаваат со земјоделска дејност. Разбойник и пришол на Кумановка зад грб и го зел мобилниот телефон. Секторот за внатрешни работи на целосно расчистување на случајот. Крадец пришол на Кумановка која чекала автобус од зад грб, ја нападнал и ја ограбил. Нападот се случил во саботата околу 7 часот, додека 43 годишната жена чекала автобус на улицата 11 октомври во Куманово. Крадецот и пришол од зад грб, ја удрил со рацете по задниот дел на главата. Кумановката паднала на асфалтот и тогаш крадецот се обидел да ја украде чантата. Откако не успел и го украл мобилниот телефон и го напуштил местото на настанот. СВР Куманово презема мерки за пронаоѓање на сторителот и целосно расчистување на случајот. Многу семејства го сметаат Свети Никола за свој домашен заштитник и со многу внимание го празнуваат неговиот ден. Овој празник е попознат како Свети Никола летен, денот на пренесувањето на моштите на Свети Николај од мир во бари. Со сите обичаи, жителите на селото Бановце го прославија овој празник.
По повод одбележување на големиот празник Свети Никола, жителите во село Табановце во црквата Света Петка традиционално го одбележаа Свети Никола со осветување на крст, одбирање на нов кум и свечен ручек. На манифестацијата присуствуваше владиката на Кумановско-Соговската епархија, господин доктор Јосиф, која беше збогатена и од детскиот младински ансамбл Трајко Прокопиев. Овде има доста посетители на млади луѓе, значи до сега имаше, али не беше добро организирано, значи сега се организираме болje, имаме повикано игрорно друштво, значи Трајко Прокопиев и имаме дечки доведено со жива музика, малку да ги забавуваме овие млади луѓе. Свети Никола се празнува на многу места, така и селото Табановце го има земено за свој заштитник за полето. Се прави литија, има 5 крста во селото, се оди од крст на крст и се читаат молитви за бериќето да го чува полето за родна година. Свети Никола е еден од најголемите светители во прославите кои се празнува на денешниот ден. Се празнува пренесување на мошти на Свети Никола од градот Мир во Бари. Свети Никола, како што реков, многу е застапен кај нашиот народ и ова село го земало за заштитник, бидејќи за заштита на полето, за плодородна година, денеска се прави литија. Новоизбраната кума Лилек има задача за наредна година да направи црковен колач, подготви јадење и да повика гости. Постарите жители на оваа село раскажуваат за значењето на овој празник. Ова е наша традиција, јас сам го затекен. Како дете, може да замислите од други разред основна школа, па и ден денеске. Не сме напуштиле, не сме оставиле. Ова ни е како свето масло за осветление, за чување на поле, берекет од елементарни непогоди и молимо Бога за здравје и за берекет. Ми се боримо да наследив деца, да остане традиција за будуќе поколение. Свети Никола е роден во Патера, Ликија, Мала Азија околу 270 година, како единствено дете на неговите родители Теофан и Нина. На овој ден се празнува пренесувањето на моштите на Свети Никола од Мир во Бари, Италија. Во рамки на проектот Коцка, кој се реализира од страна на Центарот за меѓукултурен диалог Куманово и Младинскиот центар Мултикулти, денеска беа организирани и театарски работилници за средношколците од македонска и албанска националност. Четврта година поред Центарот за меѓукултурен диалог од Куманово заедно во соработка со Младински центар Мултикулти организираа театарски работилници за средношколците од македонска и албанска националност. Овогодинешните се продолжение на минатогодишниот проект Коцка, кој вклучува и работилници за фотографија и интерес и кариера. Театарските работилници подразбираат процес од 4-месечно интензивно дружење со млади луѓе, средношколци од Куманово, од македонска и албанска националност, кои што заедно се дружат, заедно работат на полето на театарот, откриваат некои нови театарски техники и вештини, а истовремено создаваат нови пријателства и градат нови вредности. Целта на овој проект, кој е комбинација од театарски работилници и учење на животни вештини, е јакнење на сопствената самодоверба, создавање на безбеден простор, градење на доверба, учење на начини на комуникација и како безболно младите луѓе да разрешуваат конфликти. Велам дека не се само театарски вештини, не е она само што како театар ќе го научат младите овде, туку во исто време едноставно ќе научат нешто повеќе и за себе, за околината во која што живеат, за младите луѓе со кои што живеат, со кои што не толку често се во ситуација да речеме да можат да комуницираат заедно, меѓутоа ваквиот тип на проекти и овие театарски работилници им овозможуваат токму тоа, да се најдат на едно место и заедно да креираат една нова позитивна енергија. Она што следува овој месец на 29 мај е отворениот ден во Младинскиот центар, насловен како Bubbles Day, на кој ќе бидат презентирани досегашните успешно реализирани проекти во рамки на проектот Коцка. Освен презентации на она што досега е сработено, младите луѓе од градот ќе имаат можност да се запознаат и со целокупната програма на Младинскиот центар и како тој работи.
Република Македонија по 48 пат утре и задутре во Рим ќе го чествува денот на сесловенските просветители Кирил и Методи. Во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил во Понтификалниот универзитет Урбанијана. Утре во 18 часот ќе биде отворена изложбата Свети Климент Охридски и неговите представи во ликовната уметност на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид. Со изложбата која во духот на големиот празник Република Македонија го одбележува и значајниот јубилеј 1100 години од упокојувањето на светителот Климент, како што соопшти Министерството за култура. На изложбата ќе бидат представени вредни икони поврзани со ликот и делото на Свети Климент, копии од фрески од повеќе цркви и манастири во Македонија и фотографии од објекти во кои се изложени моштите на Охридскиот заштитник. За изложбата е изработен и двојазичен каталог со пригоден текст за Свети Климент Охридски и неговото значење за македонскиот народ и за неговите ликовни представи во Македонија и балканските простори. Како дел од културната програма, концерт ќе одржи македонскиот гитарист Дарко Багески, кој ќе исполни композиции од македонски и странски автори. Во рамки на традиционалното чествување на делото на светите браќа Кирил и Методи во Рим, во текот на изминатите години, со поддршка од Министерството за култура, беа представени изложби, меѓу кои македонски бронзи, антички теракотни фигурини од Македонија, архивската изложба Македонија низ вековите, словенски ракописи од Македонија од 13 до 19 век, кои беа презентирани во престижните Ватикански музеи, изложбата на македонска резба поставена во монументалниот простор на комплексот Викторијано во Рим, како што наведуваат од Министерството за култура, со годишната изложба на Заводот и Музеот Охрид насловена Свети Климент Охридски и неговите представи во ликовната уметност. Република Македонија го продолжува континуитетот во представувањето на високите вредности на македонското културно наследство и творештво пред европската и светската јавност. Инвестициите пред политичката криза. Приоритет на оваа влада и натаму останува намалување на невработеноста и отварање на нови работни места. Од почетокот на годинава за само 5 месеци во земјава беа реализирани 17 инвестиции. Со нив ќе се вработат околу 7.000 лица. Политичката криза која направи големи штети не го забра инвестицискиот бум, чија вредност се проценува над 100 милиони евра. 5 од компаниите веќе почнаа со работа. Технохозе, X-Trade, фабриката за чипс Кравари, Key Safety Systems и Symphony Solutions. Фирмите Акомпласт, Match Group, Van Hol и Johnson Control почнаа да ги градат своите погони. Кеслер, STS Textile и Амфенол ја најавија својата инвестиција во Македонија. За уште 3 странски компании има најава за инвестирање. Корпорацијата БРГ која купи порцеланка во Велес треба да вработи 1000 лица. На 3 милиони евра пак во земјата ќе вложи Акомпласт во Прилеп и ќе отвори 150 нови работни места, исто колку првично планира да вработи германската STS Textile во Демир Капија. Потоа бројката на работни места во оваа компанија ќе достигне до 1000. Со Van Hol е подпишан договор за 400 вработувања. Новата инвестиција на фабриката е 17 милиони евра. Johnson Controls инвестира уште 20 милиони долари во Струмица, а најави 1500 вработувања. И со Van Hol е подпишан уште еден договор за 400 работни места плюс 1000 индиректни вработувања. Вредноста на новата инвестиција на Van Hol е 17 милиони евра. Втората фабрика на Технохозе ќе ја подобри екзистенцијата на 100 домаќинства. Во Кичево, Key Safety System најави вкупно 1000 нови работни места. Пред известно време лидерот на ВМРО ДПМН Груевски најави влез на 3 нови странски компании. Една од автомобилската индустрија која веќе е присутна во Македонија ќе отвори втор капацитет во земјава. Првично ќе вработи 400, а постепено ќе го зголеми бројот и до 1000 работни места. За просторот на долгогодишниот загубари во Охрид заинтересирани се неколку компании, а пред објавување одлука за инвестирање била и една софтверска фирма. Во длабоки преговори сме со нив и се надевам дека во наредните неколку месеци ќе дојде до реализација на инвестицијата во просториите на ЕМО. Исто така има софтверска компанија која е пред објавување на својата одлука за инвестирање во Македонија за создавање софтвери за почеток 200 вработувања, главно на IT инженерија, подоцна можеби и дуплирање или повеќе на својот капацитет. Има и многу други, но се додека самите не објават, ние тоа не го правиме, додаде Груевски. Во изминативе години голем број на странски компании ја одбраа Македонија како место за на својот бизнис. Државните поволности и поволната бизнис клима за нив беа пресудни да инвестираат тука.
Седумкатна зграда се урна во Истанбул откако беше евакуирана поради опасност од уривање. Американскиот претседател Барак Обама во посета на Виетнам и Јапонија. Монт Еверест ги зеде првите жртви оваа година. Свето денеска. Седумкатна зграда се урна во Истанбул во квартот Бахчелиевлер откако беше евакуирана поради опасност од уривање, јавија турските медиуми. Зградата се навалила на едната страна по искупувањата кои се вршеле на улицата. Освен проблематичната зграда, евакуирани биле и други стамбени објекти во регионот, кој бил блокиран од полицијата. Само еден час по евакуацијата на станарите кои панично го напуштиле објектот, зградата се урнала. Под урнатините останала машината за вршење ископувања, нанесена е материјална штета и на 6-катен објект до зградата. Облакот прав се проширил наоколу при уривањето на зградата, изградена пред 18 години, во кој имало 14 апартмани. Американскиот претседател Барак Обама замина во еднонеделна турнеја во Азија, која е дел од неговите напори за посветување на поголемо внимание на регионот и за зајакнување на соработката во областите на економијата и безбедноста. Обама во Виетнам ќе престојува 3 дена, каде ќе ги посети Ханој и Хошимин, поранешен Сајгон, и ќе се сретне со виетнамските лидери. Тој ќе посети културни знаменитости и ќе разговара со лидери на граѓански здруженија и предприемачи. Клучна тема за време на посетата на Обама на Виетнам ќе бидат човековите права. Од Виетнам американскиот претседател заминува за Јапонија на самитот на Г7 и во историска посета на Хирошима. За време на турнејата Обама ќе стави акцент на Транспацифичката спогодба за слободна трговија во која учествуваат САД, Виетнам и Јапонија. Холандјанец и државјанка на Австралија починаа веројатно од височинска болест при симнување од Монт Еверест. Ерик Арнол имал со себе доволно боци со кислород, како и неговите партнери планинари, но почувствувал дека му се лоши и починал пред да успее да слезе пониско. Тој починал во близина на Јужно седло, соопшти од агенцијата Seven Summit Treks во Катманду. Според австралиските медиуми, Марија Страјдам исто така покажала симптоми на височинска болест пошто починала. Ова се првите регистрирани смртни случаи за оваа година во регионот на највисокиот врв на земјата. Шампионот МЗТ Скопје му се реваншираше на Куманово за поразот на првата средба и на гостински терен славеше победа од 82-75. Куманово не успеа да поведе со 2-0 во серијата пресметки со шампионот МЗТ Скопје и загуби на домашен терен со 82-75. Македонскиот кошаркарски шампион му се реваншираше на Куманово за поразот на првиот надпревар од финалето на плейофот во домашното првенство и изравни на 1-1 во победите серија 1-3. Ниту преполната сала и жешката атмосфера која предизвика повеќе од 5000 гледачи не беа доволен мотив за да синобелите прикажат одлична игра како во првиот меч. Гостите од Скопје со одлична игра во текот на целиот надпревар заслужено стигнаат до рибрейк. Кумановци горе од желба за триумф и водство од 2-0, но подкликнаа под притисок сочена одбрана во првото полувреме, кога им дозволија на гостите од Скопје да постигнат дури 45 поени. Шутна дури 17 тројки, погодија само 3, згора на тоа се соочи и со огромни проблеми со личните грешки, бидејќи по 20 минути игра по 3 прекршоци имаа Мишановиќ, Трајковски, Мандиќ и Јанески. Избраниците на Србиновски одиграа многу помотивирано во одбраната во стартот од второто полувреме, па со серија од 6-0 на брзина се вратија во надпреварот. Марко Луковиќ со 16 поени беше првиот стрелец во победничката екипа, додека во тимот на Куманово најефикасен беше Бојан Трајковски со 18 поени, додека капитенот Костоски постигна 13. Третиот надпревар од финалето меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Куманово ќе се игра во вторник во салата Јане Сандански во Скопје. Екипата на Торонто му го нанесе првиот пораз на Кливленд во финалето на плейофот во НБА лигата, славејќи со 99-84, намалувајќи на 2-1 во победи во источната финална серија. Кошаркарите на Кливленд го доживеа првиот пораз во финалето и воедно во годинешниот плейоф во источната конференција. По 10 победи во низа, клубот од Охајо падна во Канада кај Торонто Репторс, кој го надигра својот ривал и заслужено дојде до прва победа со која намали на 2-1 во оваа серија. Торонто во третата средба конечно успеа да добие четвртина го надскока својот противник, имаше подобра реализација за конечни 99-84. 5 играчи во домашниот табор постигнаа двоцифрен број на кошеви, од кои најмногу даде Дерузан, вкупно 26, Лаури уфрли 20,
Джозеф 14, додека Патерсон и Керол дојдоа до 10 поени. На другата страна, Джеймс и Смит искомбинира 46 поени, додека далеку под нивото беа Ирвинг со 13 и Лав со 3 постигнати кошеви. Фудбалерите на Бајерн Мюнхен ја освоја титулата во Купот на Германија откако во финалниот меч во Берлин по изведувањето на пенали со 4-3 ја совладаа Борусија Дортмунд. Надпреварот по 120 минути игра заврши без голови. Финалето на германскиот куп донесе надпревар со многу темпо, тактичко надмудрување и малку шанси за постигнување на голови. Левандовски имаше еден добар обид во првото полувреме, а најдобрата можност за постигнување на гол за Дортмунд ја имаше Обамејанг во 88-та минута. Бајерн ја освои 18-та титула во Купот на Германија. Пеп Гвардиола со освојувањето на двојната круна стави крај на својата 3-годишна работа во Мюнхен, а од наредната сезона тој ќе го предводи Манчестер Сити. Фудбалерите на Јувентус го совладаа Милан со 1-0 со голот на Мората во 110-та минута и го освоија италијанскиот куп. Јувентус со освоената 11-та титула во купот ја комплетираше двојната круна и стана првата екипа во Италија која во 2 последователни сезони го освоила првенството и купот. Јувентус на Олимпико во Рим го освои купот на Италија, иако според прикажаното во текот на целиот надпревар Милан го заслужи трофеот. Казната за бројните нереализирани шанси на Милан стигна во 110-та минута кога Алваро Мората полуконтрата која организира Ламина и Квадрадо ја заврши со гол. Шпанскиот репрезентативец 2 минути претходно влезе во игра. Милан не успеа да го освои трофеот, што значи дека наредната сезона нема да игра во европските купови. Домашниот терен и тоа како му прилега на Валентино Роси, легендарниот возач на Ямаха извози најбрзо време на патеката во Муѓело и трката за големата награда на Италија ќе започне од првиот ред. Веднаш до него трката ќе ја започне и неговиот иден тимски колега Маверик Вињалес, кој во моментов вози за тимот на Сузуки. Првиот ред ќе го дополни Андреа Јаноне од Дукати, кој возеше фантастично од почетокот на викендот во Италија. Возачот на Прамак Скот Рединг, кој ги предводеше првите 2 квалификацијски рунди, ќе започне од 4-тиот ред, односно од 10-то место. Пол Еспаргаро и Каул Краучолу излетаа од патеката при поголема брзина кон крајот на првата квалификацијска рунда, па трката ќе започнат од 14-тото, односно од 16-тото место. Времето во Македонија сончево и потопло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен и североисточен правец. Тоа беше се што подготвивме во дневникот. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатно попладне.